во сите случувања, ако е навистина така, на што се сомневате? Видите, јас бев многу прецизен. Она што ви го рекол пред малку. Ако вие за 3 дена од пратеничкото прашање на најсилната опозициона партија до кривичната пријава, од чии редови е министерот за внатрешни работи, поминуваат само 3 дена, тогаш си постувате прашање колку е голема таа коинциденција, каква е таа коинциденција, на што се должи. Апсолутно е отворила можност, мислам тоа не е возможно за нас и прилики да речеме некоја координација на активностите меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. Дори мислам тоа би било перверзија за наши прилики, ако може такво нешто се случи, тргнувајќи од тоа какви жестоки конкуренти се на политичка сцена, но се сопадна многу настани. Зошто говорам тоа? Се сопадна пред се заради, мислам, оценката за сопаѓање настани пред се должи на фактот што не им е апсолутно драго нити на ВМРО, ДПМН, нити на СДСМ да има политички релевантен политички фактор. Сами констатираме пред малку од македонските политички партии, условно речено, на политичка сцена остана да живее уште покрај ВМРО, ДПМН и СДСМ и НСДП. Едноставно, ако вие гибнете во нивниот колач, нема да гледа благонаклоно. Идат избори, мислите тие или едните или другите сакат да биде моќен НСДП. Ќе гледа да ја користат шансата секојаш кога ќе се најдеме во тешка ситуација да не потурнат, а не да ни помогнат да ја подадат рака. Според тоа, овдека не говорам дека има координирана активност, усогласена, па заеднички, кои сме ние противници, да речеме, на СДСМ или на ВМРО, па координирано да дела. Меѓутоа, очигледно дека и двете партии работат на растурањето на НСДП. Преку помагањето, знаете што се случи со Јагнула Куновска, и дадо неколку јавни предпријатија, тоа директно ВМРО ДПМН и даде. Зошто? За да биде лојална да гласањето. Ја не знам што ќе се случи. Мислите дека истото се случува и сега со некои? Па не знам, се уште немам. Имам индикација, ма немам никакви докази. Мислам, времето ќе покаже што се случува. Предпоставувам ќе бидеме и јасни и гласни. И предпоставувам не само ние што ќе мислиме од НСДП како раководство, и луѓето кои што сега се во прашање, и тие ќе кажат што има. Во Македонија ништо не се сокрие, нити ова може да се сокрие. Значи ли тоа дека НСДП е во една мазохистичка ситуација во моментов, ужива во коалицијата со ВМРО ДПМН, а знае дека ВМРО ДПМН сака да ослаби партијата? Каква е таа неприродна состојба? Па не е неприродна, многу мина тоа го говорат кога влеговме во коалицијата со ВМРО ДПМН, аналитичари, добронамерници наводно, од критичари и од другата политичка провиненција, дека тоа е неприродна коалиција. Дека сега зборувам за ситуацијата во која се наоѓа НСДП. Значи сте во коалиција, меѓутоа ќе ви кажам и за тоа. Значи дека е тоа неприродна коалиција, партии десно кои што се декларираат како што се ВМРО, ДПМН и ДПА, што бара тука една партија која што сама се декларира дека е лево од центарот. Едноставно интересот да се биде во власта. Не е само прагматичноста власта. Пред се станува смислата на политичката борба е да бидете во власта. Затоа се формира НСДП. Меѓутоа ние не рековме, уште кога ги водевме разговорите дека по секоја цена, само што после 6,5 месеци ја формиравме партијата да излеземе на избори, добивме 7 мандати да учествуваме во власта. Немавме ние таква предпоставка дека за кусо време. Но се случи тоа. И сега кога гледате како е распоредот на снагите внатре, со 7 пратеници на СДП, 14 имаше тогаш, нели, ДПА, па после добија уште, односно имаа тие 12, па добија уште 20, 14. Тесно е мнозинството за комотно функционирање на владата, како што гледате, често се прекинуваат седници, нема доволно. И во таква ситуација природно е размислувањето, впрочем, ќе ве потсетам на претходната влада на ВМРО ДПМН. Кога се најде во криза Љупчо Гергиевски, кога демократска алтернатива на Топурковски тогаш излезе, Љупчо му ги купи практично сите пратеници. 13 или 14, сите ги купи. Според тоа, пратеникот од тогаш стана роба за пазар. Не е тоа напреднато многу и денес. Значи, политичкиот конкурент, во овој случај ВМРО ДПМН, он ќе сака да се обезбеди стабилна влада. Ќе сака, Груевски нема да дозволи неизвестност на неговата влада во случај да се постави прашањето за доверба. И ќе прави се да обезбеди аргументи. Тие аргументи се викат гласови. Тие гласови се меѓу политичките партии кои што се тука. Во таква една атмосфера, кога станува збор за една мала партија како што е НСДП, секојаш ќе настојува да ви намала цената. Било па знаете како се случуваше и помеѓу СДСМ и
и Либерално-демократска партија. Погледнете како се понижуваат помалите партии на етничките заедници, на клацкалици. Ќе ви дадеме ова, ако не поддржите овдека. Ќе ви дадеме гарантиран мандат, ама дајте гласате за соја. Тоа е чисти пазар. Според тоа, немате вие јасна, јас би рекол, чиста политичка игра, па да кажете да, до овдека може, од така не. Од тука не може поеќе. Според тоа не се работи за мазохизам, се работи за прагматизам. Една политичка партија дали во овој момент може да обстои на принципите своји и да остане во власта. А ако дојдеме до сознание дека нови наши принципи што ги поставивме кога формиравме партијата, не можеме да обстоиме, бидете сигурни, истиот момент ние ќе се повлечеме. И многу сакам и овдека многу искрено да кажем отворено. Во моментот кога ја формираше Груевски владата, кога разговаравме за владата, вие добро знаете што се случуваше. До последниот момент беше неизвестно дали ние ќе влеземе во власт. И тогаш не сум го молел Груевски. Тоа го кажав за едно интервју